Хиперактивните и децата со аутизам од сега ќе учат полесно. УГД изработи информатичка платформа за едукација и рехабилитација на овие деца. Она што е карактеристично и интересно за овој тип на игри е дека практично станува збор за платформа која што за прв пат се развива кај нас. Платформата е изработена според медицински протоколи во соработка со, да речеме, психијатри и луѓе кои што работат на детските клиники во Словенија. Платформата е изработена врз принципите на така наречената Kinect технологија. Kinect не е толку познат кај нас, но тоа е уред кој дозволува конструира скелет од човекот и на тој начин дозволува командите на компјутерот да се извршуваат со човечкото тело. Основната цел е децата со пречки во развојот да се едуцираат преку забава и игра. Мојата игра беше, поточно играта на мојот тим беше со цел да направи еден вид на мапирање на десната рака на детето, со тоа што ќе му овозможи да селектира одредени форми, стави на кореспондирачки места, се со цел тоа дете да почне да разликува форми, дали се големи, помали, да ги смести во точната локација. Само во Штип официјално се регистрирани 5 дечиња со аутизам, додека бројот на оние со интелектуална попреченост е многу поголем. За нив и нивното семејство, новата платформа на УГД е шанса за полесна интеграција во општеството. Членот председателството на Сдруженијето Сплотени срца, кој што е за аутизам и деца со посебни потреби, ние сме пресрекни, бидејќи ниту не замислувавме дека од денес би можело да има вакво нешто кај нас во Македонија. Досега само на интернет и од родители од други земји сме го гледале ова. Крајната цел е платформата да се достави до сите центри за аутизам и за деца со посебни потреби, а перспективно да се изработи идентична платформа за возрастни лица со нарушена моторика.